Почитувани, СДС и Петре Шилегов немаат програма за локалните избори. Тие имаат памфлет со нереални предлози или проекти кои веќе се реализираат или пак се веќе реализирани. Самото тоа укажува дека памфлетот е несериозно парче хартија на брзина составено со кое се манипулира за време на изборите. Луѓето кои ја пишувале програмата на СДС за град Скопје или не излегле да прошетаат низ градот или не се од Скопје. Доколку беа запознаени со приликите во градот, ќе знаеа дека проектот енергетска ефикасност е започнат од тековниот градоначалник и е во фаза на реализација. Проектот Паметен град е веќе започнат и како таков е добитник на повеќе награди за реализирани проекти од оваа област. Доколку Шилегов излезе од својата канцеларија во Собранието и прошета низ Скопје, ќе знаеше дека подземните контейнери кои ги ветува е проект реализиран од Коце Трановски, а подземните контейнери се поставени на повеќе локации во градот и успешно се користат. Исто така, ќе знаеше дека проектот за централизиран комунален сервис е веќе реализиран од страна на Коце Трановски преку апликацијата ГИС. Шилегов, барем малку да излезеше помеѓу граѓаните на град Скопје, ќе знаеше дека проектот Мој паркинг е започнат исто така од Коце Трановски и чија јавна набавка е во тек. Истото важи и за проектот Зелен регистар, кој е веќе започнат од актуелниот и иден градоначалник на град Скопје, господинот Коце Трановски. Проектот Скопје Велоград е проект целосно украден од Коце Трановски, кој веќе има реализирано дел од проектот со набавени велосипеди, кои граѓаните може да ги изнајмуваат, а започната е нова јавна набавка за набавка на нови велосипеди. Граѓаните, гледајќи го памфлетот на СДС, може да ја видат целата нивна безидејност и некадарност. Граѓаните гледаат дека СДС немаат што ново да им понудат. За разлика од СДС, ВМРО ДПМН нуди голем број на нови мерки и проекти, како и продолжување на тековните. Ви благодарам за вниманието.